Последните делчевски тамбураши го вратија звукот на тамбурата на сцената во Делчево. Со многу емоции и спомени и тамбурашот Мирко Делчево се сеќава на златната доба на тамбурите. Тамбурата значи многу добар инструмент за седенки правење, за оро правење, негојаш се правеше војнички ора, па се правеше веридби, па това се и така да тоа инструмент многу помогнал да се забавува народо и да се весели, така да не само оро и песни правиме. Во неговиот дом се чуваат како најголемо богатство старите тамбури, наследство од неговите дедо и татко, од која учел уметноста на свирење тамбура. Тамбурите тие што ги имам, тие се мои тамбури, две со татко ми, таја некаде околу 95 години првата што е тамо, па се намала, таја некаде околу 60, таја ми е 10 години, таја е стара околу 40. Сдруженијето Копачки изминатиот период со финансиска поддршка на Министерството за култура трагаше по тамбурата во Пијанец. Овој инструмент во Пијанечко датира од 14 и 15 век, а го донале турците, па го примили и нашите христијани и така овој инструмент се одомакинил кај нашите луѓе и можам да кажам дека пред 50 на години веќе тамбурата ја имаше во секое населено место, во секое мало. Таа стоеше закачена над креветот на инструменталистот. Потрагата по тамбурата донела поразителни резултати. Ние не најдовме ни едно дете да свири со тамбура. Тамбурџи има во неколку населени места. Некаде не најдовме ни еден тамбураџи. Има во Тработивиште, има во Делчево, има во Двегор, има во Драмче, има во Каменица Македонска. Духот на стариот Пијанец ке доживее ренесанса само со промоција на изворниот фолклор. Тоа го сведочи орото Копачка, кој е 67 години на сцената и се негува како живо културно наследство во Делчево. А Делчево синоќа ја одбележа и годишнината од влегувањето на орото Копачка на репрезентативната листа на УНЕСКО. Радост е не само на нашите членови, и на градот, и на сите оние што допреа преку социјалните мрежи да ни го честитаат јубилејот. Јубилеј чиј што не е само наш, туку е на целата наша држава. Ден кој што влезе во историјата трајно. За да се продолжи ороводниот венец на Копачката, потребни се млади играорци. Подмладувањето на фолклорната група Копачка со нови членови, кои ќе ги учат автентичните чекори на орото од Тапанџиската симфонија, е следниот чекор на кој ќе работи фолклорната група Копачка од Делчево.